Енормното зголемување на цената на енергенсите, но и покачувањето на минималецот удираат врз развојните програми на јавните предпријатија кои работат под капата на локалните самоуправи. Прилепското јавно предпријатие Пазари, со цел да ги ублажи овие финансиски удари, бара алтернативни извори на енергија, бидејќи како што вели првиот човек на предпријатието, само последната сметка за струја им била 3 пати повисока од вообичаената. За среќа, нашето предпријатие располага со фотоволтаичен систем кој во моментот кога јас дојдов на позиција вршител на должност не беше во функција. 10 месеци практично фотоволтаиците не работеа и беа голем товар сметките за електрична енергија на финансиското работење на фирмата. Од 27.000 и дојде до ние сметка до 84.000 денари, што значи 3 пати трократно зголемување на сметките за струја. Заради профилот на кадарот кој работи во ваквите предпријатија, сериозен проблем представува изголемувањето на минималецот, вели Крстески и додава дека тие претрпеле значителни последици од донесувањето на овој закон. Нашата фирма располага со 26 вработени, од кои што 21 според новиот закон за минимален доход беа под минималниот доход. Со внатрешна реорганизација и пренасочување на средствата стекнавме начин, обезбедивме средства да ги исплативме новите личниот доход според новата пресметка. Иако очекуваме во наредниот период да имаме можеби проблеми со исплаќање на нетоплатата според новите пресметки. Ваквите стравувања, условени токму од новонастанатата лоша економска клима во земјава, има кај поголемиот број предпријатија, заради што општините континуирано бараат помош од централната власт. Според податоците на Министерството за финансии, долговите на општините достигнаа до 68,9 милиони евра, а долгот на општинските јавни предпријатија рипна на 58,4 милиони евра, а на 23 милиони евра чини само неплатениот долг на општините, јавните предпријатија и државните институции кон Ева Нахоме.